Брзите корона тестови, кои од денес требаше да бидат дистрибуирани во сите здравствени установи, се уште ги нема во источниот регион. Неизвестно е кога и колку тестови ќе бидат распределени во болниците, кои требаше да бидат наменети првенствено за оперативни пациенти. Имаме најава дека ќе добиеме, ама немаме добиено до сега ништо од тие бесплатните тестови. Мислам, тие што се фаст тест, за 15 минути што ќе биде необходно точност дали е позитивен пациент или не, тие не се посебно за сала не се необходни, да не чекат пациентите. Само неколку часови по отворањето, хоспитализирани се и првите пациенти на кожното оделение во Штип, кое е адаптирано во ковид центар. На кожното оделение се полесните случаи, како што беше најавено, и моментално се 7 пациенти, кои треба да се испишат во наредниот ден. Моментално на инфективното оделение се сместени 52 заболени од COVID-19. Во Кочани пополните се 24 места од вкупно 25 и таму веќе се размислува за алтернативни решенија. Па имаме уште имаме обезбедено фактички места на физикална медицина, на оделението што беше за физикална медицина на 5-6. Па 6 и уште 9 места можеме да обезбедиме. И до шок соба, едната од салите што ми служише као помошна и таа е способена за пациентите со COVID. Бројот на пациенти со COVID-19 е во рапиден пораст во сите општини од регионот, поради што од страна на општинските кризни штабови е донесена одлука за дополнителни дезинфекции. Еден од заклучците на последниот штаб на заштита и спасување на градот Штип беше и тоа територијалната противпожарна единица да врши дезинфекција на градинките и основните училишта каде што децата посетуваат настава или престој во овие институции. Така нашата единица од понеделник секојдневно, се додека трае овој бран на коронавирусот, ја врши оваа дезинфекција, се со цел да намалиме можноста на најмалите наши сограѓани да се заразат од овој коронавирус. Од денес угостителските објекти се затвараат во 21 часот. Препораките за дистанца, носење маска и честа дезинфекција на рацете и понатаму се сметаат за најголема заштита од ширење на заразата.